Митрополитот по Вардарски Агат Ангел не се согласува со писмото што синодот на МПЦ го испрати до Бугарската православна црква, со кое бара од црквата да ја биде црква мајка и да ја признае автокефалноста на македонската црква. Во денешното соопштение од владиката Агат Ангел, барањето на синодот на МПЦ до БПЦ се оценува како брзоплето и наивно и оти ќе доведе до национално понишување. На денешното рочиште за предметот труст во кој се обвинети бизнисменот Сеат Кочан, 2 физички и 3 правни лица за учество на тендер на Елем, беше сослушан сведокот Феим Имери, собственик на сервисот Сарај, кого обвинителите од СЈО го испрашуваа дали навистина продал механизација на фирмата Трансмет, колку машини, кога изложувајќи му фактури и договори. Имери, иако призна дека тоа се фактури на неговата фирма, не беше сигурен за подписите, бидејќи како што рече со текот на годините личниот подпис го менувал. Вкупно 90 амандмани се поднесени за предлог законот за употреба на јазиците до Комисијата за европски прашања во собранието до завршувањето на рокот. Најмногу 84 поднела опозицијската ВМРО ДПМН, СДСМ 4 и БЕСА 2. Седницата на Комисијата за европски прашања на која ќе се разгледуваат амандманите закажана за утре во 15 часот, а треба да трае 3 дена.